Поздрав дечки, уште еднаш од ова импровизирано би рекол студио на тимот на кладење.мк, единствениот специализиран портал за облажување за кладење во Република Македонија. Повторно се јавуваме со овие наши видео анализи или видео типови, меѓутоа време е за полуфинале, односно полуфиналето помеѓу Франција и Белгија. Као што веќе кажавме неколку пати, очекуваме европски надпревари на крајот, тоа и се случи. Сите полуфинални, сите репрезентации од полуфиналето се од Европа, меѓутоа ова е дербито на полуфиналето или според мене словно можам да кажам финале пред финалето, затоа што која екипа да игра од овие две во финалето, дали Франција или Белгија, ќе игра против условно кажано, условно под наводници, послаб ривал. Сега, Франција, Белгија, како што кажав, игра на Санкт Петерсбург, стадионот во истоимениот град Санкт Петерсбург, голем меч за двете репрезентации, можеби еден од најголемите во белгиската историја. Белгисите имаат досега едно финале, меѓутоа ова име тие биле некои тамнешни времиња пред околу 30 на години. Ова е нешто ново за оваа репрезентација, меѓутоа на некој начин и последна шанса за оваа генерација, барем за светско првенство. Сигурно белгиците ќе играат и на европската голема улога за 2 години, меѓутоа не верувам дека овој тим ќе може да го задржи костурот за 4 години, затоа што дел нив ќе се пензионираат, дел ќе паднат во својот квалитет, дел можеби ќе играат по Кина, Америка и слично. Така да ова е последна шанса за нив. Мислам дека Белгија е благ фаворит и покрај тоа што букмекерите играат контра мене, 2,50 коефициентот за победа на Франција е во падање, додека коефициентот за Белгија околу 3 па и нагоре. За нерешено 3,20 или 30, тука негде зависно во која обложувалница ќе се решите да се обложувате. Пред првенството Франција беше според мене прв фаворит за титулата, меѓутоа од денешна гледна точка, значи ќе потенцирам пред да почне шампионатот, типов на Франција дека ќе биде шампион. Од денешна гледна точка малце не се слагам со самиот себе, со оглед на тоа што Белгија игра неверојатно добро, особено на минатиот надпревар против Бразил. Досега на светското првенство забележа максимални 5 победи, и тоа против Панама, Тунис очекувани, потоа против Англија во оној би рекол надпревар каде што двете репрезентации повеќе сакаа да загубат. Против Јапонија во еден од најинтересните надпревари досега на шампионатот, губија со 2:0, па победија со 3:2, и со Бразил водство од 2:0 и победа од 2:1. Додека Франција и покрај тоа што славеше во минатиот надпревар против Уругвај, мора да кажам дека не дека сум разочаруван нивната игра, меѓутоа Уругвај си имаше своји шанси. Франција дефинитивно имаше среќа што стигна во барем по еден таков пат до ова полуфинале, затоа мислам дека шансите се во најмала рака израмнети, иако јас повторно ќе кажам блага предност им давам на Белгија, одличен тим, страшен состав, се наоѓаат сите фудбалери, речиси сите фудбалери во добра кондиција, во добра форма, за разлика од Франција, каде што се гледа дека доколку Гризман нема добар ден, ондака цела репрезентација игра малце послабо. Меѓутоа, добро, Франција си е. Франција има фудбалери од најсилните фудбалски екипи во Европа, нешто слично и на Белгија, повторно ќе кажам. И очекувам интересен надпревар. Голем влог и за двете репрезентации. Веројатно најчесто додуша сите полуфинални среби завршуваат со масе голови, се играат тврди надпревари. Би било веројатно пореално да типувам 0-2 гола. Меѓутоа мојот тип е X2, што носи еден добар коефициент кога станува збор за дупла шанса, добар коефициент, околу 1,50 до 1,55 се движи коефициентот, зависно каде ќе се обложите. Меѓутоа и ќе играм двете екипи да постигнат гол, што би донело коефициент околу 1,90 па и нагоре. Мислам дека ќе следиме интересен меч со голови на двете страни. Не верувам дека една репрезентација која што ќе постигне гол ќе се повлече, затоа што тоа би било погубно, тоа го знаат и селекторите на двете екипи, па затоа мислам дека е најреално да играме гол. Повторувам, Франција, Белгија, X2 и гол е нашиот прилог тип, односно прилог типот на кладење.мк и мојот личен. Јас дефинитивно ќе го одиграм мојот тип, за вас не знам. Па зашто да не пробувате ако сте похрабри, X2 и гол на еден тикет. Тоа е тоа.
Одиме, тука ќе се поздравиме и ние ќе одиме понатаму со следното полуфинале, каде што ќе се имаме повторно со една видео анализа. До утре, поздрав!